ја да можам да, тоа за време на славењето, да можам да викам повеќе, би викал, ама јас сум малку така помудар, па си го штедам гласот, зашто знам дека треба да проповедам. Така да не проповедам, ќе викам уште повеќе. Затоа што ја уживам во гласна музика, уживам во гласни или во силни ноти или во силни рифови, како се викат. Затоа што така сум израснат. Ја кога ќе се сретнам со некои христијани кои што навидум се меки или навидум велат, ние не веруваме во духовните дарови. И са мене тоа ми е многу интересно, затоа што јас моментот кога поверував, мене никој не ми кажа дека можам да верувам, дека можам да не верувам. Ме разбирате? Значи мене никој не ми даде опцијата да не верувам. Него ми рекол, веднаш ми кажа, вака се верува и ова е вистината. И ја викам, чим е така, јас ја прифаќам таа вистина и верувам дека духовните дарови се за денес. Ја тек после разбрав дека има луѓе кои што веруваат дека не веруваат. Дали го разбираме тој дел? Значи, они веруваат дека не веруваат дека постојат духовните дарови и дека Бог денес прави чуда и дека денеска се случуваат или може да се случуваат истите работи што се случувале пред 2000 години или пак било кога, дека Бог ја намалил с фреквенцијата или подобро кажам активноста на својата моќ и сила. И затоа јас сум израснат на таков начин. Претходно бев израснат во една гласна околина, во гласна музика, слушав многу хеви метал и не само тоа, хеви метал може да има и многу сентиши, како се вика, многу мека музика, но ја уживав во гласна музика и некогаш има нешто во тоа кога сме различни. И јас со текот на времето е последниве 27 години, од кога верувам во Господ Исус, и учам не само тоа како да се верува во Исус, него учиш како да ги гледаш луѓето или како да се однесуваш кон неговото создание. Значи ти мораш да разбереш дека ти си негово создание. Дали го разбираме тој дел? Дека јас сум негово создание. Дека нештата околу што ги гледаме тие се производ на неговиот збор кој што одекна еднаш и потоа самиот тој збор се уште денес вибрира или подобро кажам продолжува со својата сила да создава или подобро кажам резултатот е видлив. Денес можеш да се шеташ на водно и ако најдеш некој атеист или пак ако најдеш некој човек кој што не верува во тоа што ти го веруваш, може да дојде до некој конфликт или дебата каде што ти ќе кажеш се што е создадено е од Бога. И тој ќе може саркастично да ти се насмее и да ти каже, дете, ти ништо не разбираш. И ти кажеш, како не, еве, например, дрвава што се наводно, Бог ги создаде. И он може да ти каже, знаеш што, чичко ми мој или дедо ми мој ги садеше. Како Бог ги создал, кога јас сум ги садал или јас сум ги садал. Ја не знам сега ова да не звучи како фалба, ама сите знаете што во Скопје Пантелеймон манастирот, горе, тој е 12 век. А ако некој сте се шетале во самиот манастир, ќе можете да видите огромни дрва. Така, значи тие се огромни, ти кажеш некој какви се големи, само за факт да знаете дека тие дрва ги посадил дедо ми. Значи мојот дедо ги има садено тие дрва кога бил 13 до 15 години, бидејќи тој е роден таму горе, таму се моите израснати, таму се татко ми е таму роден, и они кога живееле таму помагале на поповите, помагале на братно таму некој се молел може за мене. И затоа носам и брада, али не сум православен на таков начин. И мои дрва се можем да ги обележам за точка и на Ребека најверојатно пола. Така да вие можете да дојдете во дебата со некој и да кажете јас сум ги садал како Бог ги создал. Интересно е што таа дебата можеби ќе изгубиш, бидејќи таа станува збор за работи кои што не можеш да ги докажеш. Но едно нешто можеш да докажеш, дека секој еден човек кој што денес постои е производ, или подобро кажам, е резултат на првиот човек и на првите луѓе Адам и Ева, кои што ние веруваме дека Бог ги создаде, на таков начин и дека се произлегува од нив. Сега, можеме повторно да дебатираме со факти, со научни чињеници, и доказни идеи, но
ако верата не постои во нас, ако верата тебе не ти докажува, ти ќе бидеш изгубен во просторот на многу информации. Дали го разбираме овде? Значи, во твое време, во мое време, во наше време и во претходното време секогаш постоеле информации. Секогаш и ќе постојат информации. Некои од нив се добри информации, некои од нив се лоши информации. Некои од нив се вистински информации, некои од нив се лажни информации. Значи, многу е битно да ти и јас да разбереме дека не секоја информација што ја слушаме е полезна за нас и всушност е добра за нас. А најповеќе од се или најмалку од се, дали таа информација е вистинита. Јас мислам дека се сеќавам, некој кажа дека тоа беше дури факт за претходната година, не за оваа. Значи, оваа година може би и повеќе, дека во еден ден се аплодираат, значи се донесуваат глобално на целиот свет, мислам дека околу 1 милиарда информации на ден. Дали се тоа видеа, дали се тоа постови, 1 милиарда информации на еден ден. И ова беше прошлата година информација. И се замислете од сите информации, најверојатно околу 100 или можеби 5000, ако имаш доволно време да вртиш надоле по телефонот, значи цело време вртиш, ти најверојатно ќе се сретнеш, ќе се состанеш со најмалку 5000 информации на ден. Ти сам. Ја гледавме една емисија за еден човек кој што он се гордее со тоа, ама ја не знам колку е тоа добро да он да се гордее со тој наод или тој изум. Човекот изумил и нашол начин како на овие што се на социјалните мрежи да има бесконечно барање. Дали го разбираме тој дел? Значи, порано беше, нели, ако има од еден човек, од една група, например, има тие 10 видеа, нели, музичари, и сега ти вртиш прво, второ, и стигаш до крај, и веќе нема. Овој човек измислил начин да тој иде бесконечно. Значи, ти можеш да поминеш цел ден, да вртиш нагоре, и нема да престане. И затоа велам, човекот вели, не знам колку добра беше оваа идеја, бидејќи сега повеќе луѓе се заробени во тоа само да бара, и е бесконечно. Нема крај. И самиот човек дури зажелил зошто го измислил таа апликација, бидејќи сега има повеќе луѓе зависни пред екраните. Повеќе луѓе зависни да барат и никогаш да не престане тоа. Така да информациите што ги имаме околу нас, мораме да ги просудуваме, мораме да ги судиме, мораме да бидеме судии на тие информации. Дали го разбираме овој дел? Значи ти одлучуваш како судија што ќе гледаш, што ќе примаш и што ќе дозволиш да влезе во твојата судница. Твојот ум е судницата во која што се случуваат работите. А уште нешто ќе кажам, ова може би звучи абстрактно, но можам да ви го докажам и од стихови. Ајде, Андрей, те молам, најди го Евреите, 4 глава, 12 стих. Ова е многу битен стих за сите нас. Всушност, може би е најистражуваниот или најпроповеданиот стих, бидејќи сите луѓе кои што се верници, или подобро да кажам христијани, ќе базираат својата вера, или подобро да кажам своето учество во разбирањето на верата го базираат врз основа на овој стих или на слични стихови на овој, али овој е еден од главните, бидејќи зборува нешто за Божјото Слово. И Евреи 4.12 вели вака: но Божјото Слово, Божјиот збор е жив, прво е живо, второ е активно, значи први Словото, Библијата, Новиот Завет, Стариот Завет, први тоа е живо. И ако ти што го читаш, не мислиш дека е живо или пак мислиш дека е мртво слово, тогаш не ти вреди ништо. Значи, ако ја третираш Библијата или Божиот збор, Стариот, Новиот Завет, ако го сметаш како мртво слово, како нешто што било напишано за некои прости луѓе пред 2000 години, тогаш не може да се согласиш со да ти донесе живот во твојот живот сега. И затоа е многу битно да најпрво да кажеш, чекај, ова што го читам е живо. И затоа јас ќе се однесувам кон него како да е нешто живо. 4.12 ме најде?
Добро. Потоа вели дека е активно. Што значи активно? Тоа значи дека ако го примаш, ако го дозволуваш да доаѓа во твојот живот, повеќе од било што друго, повеќе од било која друга информација, тоа значи дека сега тоа што е живо, значи тоа што е живо, нели, мрда, така, ќе те направи тебе да биде, во твојот живот ќе стане активно. Што значи тоа активно? Тоа значи следното. Ти читаш, нели, читаш и тоа е живо и викаш, нешто ми кркури у стомаков. Дали од бозата, дали од нешто врие овека, нешто ми вривка во стомакот, па иде нагоре вака и ти одеднаш вика чекај да станам, чекај да, нели, треба да отидеш некаде. Значи те прави да бидеш активен. Исто како што јист, како е на македонски јист? Квасецот. Исто како што квасецот има улога, иако тој изгледа многу мало, многу не прави некоја разлика кој ќе го видиш, али знае да биде толку активно што може тестото да го направи огромно да стане. Така да и словото, ако му дозволиш, тоа бидејќи е живо, ќе те направи тебе да се чувствуваш, не само се чувствуваш, него да знаеш дека си жив и сега не само тоа, него те поместува, те прави активен. Како што словото е активно во твојот живот, така да и ти стануваш активен. И видите што се случува сега. Зашто Божиото слово е живо, делотворно дека преведено, и потоа вели и не само што е живо, не само што е активно, те мрда лево, десно, не те остава мирен. Дали го разбираме тој дел? Ако ти го имаш словото во твојот живот и го почитуваш, и го сакаш, го љубиш, му даваш место во твојот живот, најпрво ќе те направи жив, значи нема да бидеш умрен, затоа што многу луѓе што ги среќавам веќе ми се мртви иако се живи. Не знам дали вие се среќавате со такви луѓе. Са не сакам да навредам никога, али поготово во администрацијата во Македонија. Тие сите се како мртви се сите, како зомби се. Ти им збориш, тој не реагира. Ти му велиш се брзам, тој вика нема врска ова. Значи, како не те почитува тебе живиот. Дали разбираме тоа? Него го интересира зашто тој веќе е мртов. Тој жив е, ама мртов е во неговата активност, бидејќи не се интересира. Ти му викаш мене ми треба тоа за утре, он ти вика дојде после 2 месеци. Ме разбирате, значи постои контрадикторност, тој те слуша, ама не те дослуша бидејќи не му е реално тоа. И затоа многу луѓе кои што ги гледале из Македонија, дури за жал и во црквите, луѓе кои што се нарекуваат верници, тие ако велат дека се верници, тие се мртви во нивниот живот. И кога што и да дојде живо, они не реагираат на тоа. Дали го разбираме тој дел? И затоа велам, ако постои живо славење, не можеш ти да седиш мирен. Не можеш, тоа нешто во тебе е мртво и не може да се сложи, да се поврзе со животот кој што доаѓа однадвор. Дали го разбираме тој дел? Не може тоа, не иде заедно, него живиот и животот заедно соделуваат и се прифаќаат еден со друг. И затоа, ако е живот словото во тебе, ќе биде и активно. И не само што е активно, него вели дека е и оштро. И сега дека вели дека тоа е оштро од секој меч со 2 оштрици. И потоа видите што вели дека тоа е многу интересно, што словото прави во вас. И вели и навлегува дури до разделување на душата и на духот. Што значи тоа? Постојат многу душевни информации кои што јас и ти ги слушаме, ги поседуваме околу нас, всушност и во нашите животи се, само што не сме ги приметиле. Колку од вас, колку од нас, колку од мене, или колку јас, кога би слушал некоја песна од мојата младост, од младоста кога би слушал некоја песна, одма нешто се случува, значи одма останува нешто друго во тебе и си подпевнуваш. Значи, почнуваш нешто да правиш што не би го правил во нормални услови. Затоа што нешто те подсетува, нешто се приврзало со твојата душа, нешто е врзано со твојата душа, или пак барем твојата душа се подсетува на нешто што било претходно. И сега кога доаѓа словото, што прави словото? Словото дека не, чекај, застани малку. Ова е од духот, а ова е од душата. И на тебе како личност ти дава до знање што е духовно, а што е душевно. Тие се направени да содействуваат заедно, заеднички, воедно, но
Кога Словото е во тебе живот, ти прави разлика за да знаеш која информација или што е од Светиот Дух или што е од Твојот Дух, а кој знае што има во еден човек, освен неговиот Дух, 1 Коринтијани 2 глава. Каде што вели, кој знае повеќе за еден човек, што има во него, освен Духот што е во него. Многу често јас вака им велам на луѓето. Немој да ми кажувате никакви информации за вас. Нели, сакајте да го употребувам пророчкиот дар. И некој ми кажа за некој човек, ја викам, да, го знам тој човек. И почнам да го опишувам човекот. Каков е, каков карактер има, што сака, што не сака, како се однесува. И тој вика, ти си го запознал тој човек. Кога го сретна, нели збориме за негде во Америка, викам, не. Јас се уште го немам запознаено лично. Вика, како може да го знаеш толку добро, дури по-добро од други луѓе кои што лично го знаат? Како е тоа можно? Велам, бидејќи сум го запознал неговиот дух. Ако го запознам твојот дух, ако се сретнам, тогаш знам се за тебе, или да кажам, јас можам да те познавам тебе по-добро од што се познаваш ти самиот себе. Звучи абстрактно, звучи дури и страшно, но така е. За нас не е абстрактно. Затоа што ако го познавам твојот дух, видите, твојата појава може да ме излаже. Твојата појава ќе ме излаже. Мојата појава ќе ти излаже тебе. Ја не знам зашто сите луѓе се плашат од мене. Поготово деца. Ја не знам зашто се плашат. Али се плашат? Некогаш. Дали заради брадата, дали заради големината. Јас секогаш си мислам дека сум мало човечен. И викам, што се плашат од мене? Ама мојот изглед може да ги, што кажат црните, да ги превари луѓето, да ги излаже луѓето. Или пак уште на друг начин, твојот изглед може мене да ме излаже. Ти може би навидум да изгледаш многу добар, многу присебен, многу сталожен, ама ако запознам твојот дух ќе ми каже, чекај, овој си има мака. Овој има мака, кога никој не го гледа, прави вака и вака. И затоа мене не ме интересира толку многу твојот изглед, иако не ми сакам да изгледаш убаво, али јас одлично ги затварам моите очи да не те гледам тебе, туку да можам да го прочитам твојот дух или прво да кажам да видам што твојот дух ми кажува за тебе, бидејќи тој знае повеќе за тебе од кога што ти знаеш, од кога што ти мислиш дека знаеш за себе. И затоа вели дека словото ги разделува духот и душата. И потоа не само што ги разделува нив двете, него вели дека сега навлегува помеѓу зглобовите и мозокот пишува, зглобовите и месото, значи месото и срцевината ги разделува и нив. И потоа вели дека сега дури навлегува во намерите, тука на македонски е преведено заеднички, на англиски, на грчки е разделено малце и вели вака, дека дури доаѓа до можност да ги им суди на намерите на срцето, значи намерите на срцето и на мислите. Сега видите што пишува. Што може да направи Словото? Да што прави? Да суди. Што е Словото? Судија. Каде е судија? Во твојот ум и во твоето срце. И затоа велам, твојот ум е како судница, каде што стои судијата и вели, оваа мисла не е од Светиот Дух, бам, излего и надвор. А оваа мисла, оваа информација, оваа вест е од Божјото царство, може да остане тука. Сега појасно е зошто велам дека твојот ум е како судница? Фала, Чичко Зоран. Океј, добро беше. Ова само беше победа, не ни планирам да го зборам, ама добро испадна. И затоа е добро да сите информации што доаѓаат кон тебе, да не секогаш ги прифаќаш како што рековме здраво за готово, туку да ги просудиш. Всушност, ова е мој став, не мораш да имаш истиот став како мене, иако би препорачал дека е добар, во мојот ум, во моето срце, во моето битие, јас правам разлика помеѓу информации и вести. Или вести. Значи, се за мене лично, се околу мене е информација. А постои само една вест. А тоа е добрата вест, дека Исус Христос дојде на земјата, умре за нашите гревови, за нашите болести, воскресна од мртвите и заедно со тоа воскресение не воскресна и нас, и преку неговото воскресение сега ние сме оправдани. Тоа за мене е единствената вест која што можеш, која што е валидна
добра и е полезна за секое човечко битие. Се друго е информација и подложи на скрупулозно, така да се вика, на испитување, каква и да сака да биде. Значи, се друго е само информација и ја не морам да ја знам таа информација. Можам да ја знам, може да користи за моментот, но не ми треба како што ми треба оваа вест, која што е единствена добра вест. И затоа Словото ни вели дека добрата вест е оваа. Така да, ја верувам дека е ова добро за секој еден да почне да ги раздвојува, да ги трга на страна информациите. Ја не велам дека сите информации се зли, се лоши и се бескорисни. Ја не го реков тоа. Но постои разлика која што мора да ја пресечеш во твојот ум и во твоето битие. Се друго е информација, единствено добра вест или единствена вест е добрата вест. Јас одамна, кога луѓе кажат, брзо да седнеме 7:30 после мечето ушко, ќе има вести. Не знам за другите, ние гледавме мечето ушко. 7:15, 7:20, брзо на спиење. Значи, единствена вест или вести, кои што се валидно наречени вести, се вестите на нашиот Господ Исус Христос. Тоа е единствена вест, се друга информација. Сега види вака. Ако не си способен да ги разликуваш информациите и вестите или веста, тогаш ќе ти стане измешано. И со тек на време веста, главната вест, единствената вест, единствените вести кои што треба да ги слушнеш или да ги поседуваш во твоето срце, во твојот ум како верник, ќе се засенат, ќе ги фати прашина. Пред 7-8 години бев негде во Германија и бев на конференција. Не требаше да бидам говорник, едноставно ме поканија само да слушам таму. И многу ретко се случува јас да си седнам и само да одмарам и ништо да не правам. Значи тоа многу ретко. Може би еднаш во животот ми се случило и се чудев цел ден како може овака. Седам ја таму и доаѓа тој пастор вика: Зоран, може ли да дојдеш напред да се молиш за едни луѓе? И викам: окей. Вели, најпроблематичен дел ми овој, со години се молиме за нив и не се случува ништо, нема никаква промена, нема, едноставно сите сакаме да биде подобро, но нема ништо. Добро. Доаѓаме ја таму, брачен пар, некои си 60 на години, 65, седат вака, намуртени, што да ви кажам, значи мислиш дека овие им пропаднал целиот свет и се пропаднало околу. И гледам така и тие почнат да ми кажува: Зоран, овие 30 години се во депресија. Викам: чути, не ми кажувај ништо, не ми треба никаква информација за тоа. Јас знам главната вест. Информации тие се за други луѓе. Велам вака ќе направиме. Велам, ја на вас ќе ви дам една минута од моето време и ќе видите што ќе се случи. И велам, само мора да ме верувате што ќе направам. И тие, хајде добро. И велам вака: ти, викам, ќе се свртиш на кај мене и викам, ќе го ставиш твоето уше вака. И на жена му и викам, јас само ќе дувнам во вашите уши и после тоа, викам, јас се заминувам од вас. И викам, вие ќе бидете супер. Тие пасторите околу мене, да беа православни, ќе се крстеа, нели кажам, што го прави са, што го викнавме човекот, види го сега шарлатанска работа не прави, ќе дувал ушите ни. И тие така војно, невојно се наместија и јас само дојдов до стариот човек, до човекот и само дувнав неговото уше, женичката викам, дојди ти, и во нејзе дувнав и викам, сега ја идам таму позади да се слушам. И толку беше младо. После, и требаше да има проповед. После проповедта, пасторов трча на кај мене: Зоран, што им направи на луѓето? Велам, што? Вика, дојди да ги видиш, трчаме на кај нив. Се дерат, викаат од радост, насмеале, то вика, ние не сме се смееле 30 години. Не сме се насмеале. Што ни направи, вика тие, што направи со нас? Вика, магија ли ни направи? Не, викам, направи само едноставна работа. Ја викам, ја видов радоста во вас, бидејќи сте верници, нели? Ние имаме радоста на Светиот Дух, на Божјото царство. Римјани 14:17 вели дека Божјото царство не се состои од јадење и пиење, туку е праведност, радост и мир во Светиот Дух. Ако го имаш Светиот Дух во тебе, радоста, мирот и праведноста веќе се во тебе. Викам, ја видов радоста, ама видов многу прашина врз таа радост.
И со тек на време прашината на информациите на животот донела таква состојба да они веќе неа ни гледаат таа радост. Ја единствено само ја дувнав таа прашина и викам и за радост излеза на површина. Толку едноставно. Толку просто да не речем. И затоа е добро да ги знаеме разликите помеѓу сите информации кои што се приближуваат или пак се наталожуваат врз нашата душа, или пак врз нашиот ум, или пак дури врз Божите работи. Дали знаеме дека повиците што ги имаме, повикот што го имаш, дарот што го имаш, талентот што го имаш, помазанието што го имаш, повикот што го имаш, силата што ја имаш, енергијата што ја имаш, пророштвата што ти се дадени, независно колку се силни и мокни, ти, како судија, рековме дека си судија, можеш да дозволиш да разни информации, разна прашина се наталожи врз нив, да дури ни ти самиот да после не веруваш во нив. Да после одредено време кажеш, не, ја нема врска тоа, не сум ја тој човек. Ама ти не знаеш, еви имаме запишено, вака ти пророкува, ја не верувам во такво нешто. Има еден стих, не го планиравме тој, мислам дека е во 1 Тимотеј 1:8 или 1:6 или 1:8, ајде го најдеме. Кај што вели, Павле му вика на Тимотеј, вика Тимотеј, сети се на пророштвата, на пророчките зборови што ти беа дадени, затоа што со нив или преку нив, преку овие пророчки зборови ќе ја бориш, ќе ја издвојуваш добрата битка на верата. Преку што ти и јас се бориме, што му вика Павле на Тимотеј, преку пророчките зборови. Значи, постојат пророштва за тебе, што некој ти ги дал, некој ти зборувал, може би пред 20 години, и ти денес не се согласуваш со нив. Ти кажеш, не, ја не ни верувам во такво нешто. И затоа, многу често животот на христијаните може да биде мизерен, затоа што не се сложуваат со нешто што Бог го кажал за нив, а не што они мислат за нив. Го најдавте ли? Тамо некаде, да. Така да многу важно да ги разликуваме овие две работи. Сега, ако го најдеш тој стих добро, ако не види во... Чедо Тимотеј, ова заповед ти ја предавам според пророштвата, кои први тебе те посочија да се бориш како добар војник, подпирајќи се на што? На информациите од 2022 година? Не, него од пророштвата што ти беа еднаш дадени. На тоа се подпираш, на тоа гледаш, на тоа веруваш. И тоа ќе те носи во тие битки. Мнозина се зборуваат за битки, ја го разбирам тој дел до некаде, ама не мислам дека е баш така тоа. Дека ние ностоп само нешто се бориме, дека само нешто не е баш така. Да, постојат моменти некогаш, ама ја верувам дека, како што Павле вика, гледате да бидете во мир со сите. Значи, тоа не е толку страшно, тоа сите, ќе се бориме, кај ќе се бориш, бе, ти кај ќе одиш? Каде се спремаш? Каде се спремаш? Абре, Македонче, борбата чека, ама нема врска тоа. Тоа за нив тоа си го пееме, не за тебе. Ти си веќе победник, ти си повеќе од победник, вели Римјани 8 глава 36 стих. Што си ти? Повеќе од победници. Хајпер Никос, повеќе од победници. Океј. Ајде, тргни ми го стихот, зашто ќе почнам да поведам за него, па ќе отидем на друго место. Сега, најде ми го Евреи 5 глава 14 стих. Таму сакам да се задржам малце. И тука да продолжиме. Може уште 10 минути? Океј. 20 минути. Евреи 5:14. Вели вака. Значи сега 5 глава цела, ако читате на нас за да го видите, за домашно може да се го правите, 5 глава, почнувајќи од први стих, зборува за разлика помеѓу млеко или за меки христијани, или пак мека храна и тврда храна. Зборува првичните учења, зборува за нешто што го правеле на почетокот. Писателот ни вели, дај бе луѓе, дај оставите ги овие првичниве учења, елементарни учења. За тоа, за полагање на раце, за воскреснување на мртви. Значи, тоа се едноставни работи, тоа е основата на верата. И сега ти, ако имаш основата, ти не остануваш таму,
него сакаш да порастеш малку, да се развиеш малку, како викаме ние, да се развиеш мускули малку, да фати тоа, нели, да се гледа, да се набилдаш малце. И интересно е што тврдата, тоест никада храна ја споредува со млеко, а потоа вели зборува за тврда храна и не кажува што е тврда храна. Нели го читаме тој стих и викаме не знаеме што е таа тврда храна. Најверојатно е месо. Нели ние на Балкан сигурно е месо, да, нема што друго, да. А некој таму кинеки каже не бе ова се кикирики. Нели? Или пак некој од другата страна каже не, ова нешто друго е, семиња се. Така да се зависи од кое подречје си, така ќе си го сватиш. Кажеш, ова тврда храна, сигурно некој таму бутот или не знам што, треба да го гризеш тоа многу, треба да го вариш многу. Да жвакаш треба. Сега интересно е што вика, секој што се храни со млеко е невешт во словото на праведност, а всушност таму грчкиот збор е праведност, бидејќи е дете. А тврдата храна е за зрелите, кои благодарејќи на поуката, или подобро кажам, вежбајќи ги своите сетила, бивајќи тренирани, или во тренинг се, тренираат, се вежбаат, се научиле или имаат чувство и се научиле да разликуваат помеѓу што? Помеѓу добро и зло. Сега замисли ти ако си христијанин и не правиш никаква разлика што е душевно, а што е духовно, што е зло, а што е добро. Тешко на тебе. Ти ќе бидеш шизофренична личност, ти ќе бидеш збунета личност, бидејќи или се ќе ти биде лошо, или за се ќе кажеш, ау, не е да ту бегај таму, значи се е тоа сомнително. Така, ти кажеш, ништо не, се е против мене. Или пак, може да кажеш, не се е добро, нели, мирна сите. Тој кажува, да, утепал бајца, ако брат, ако си утепал, значи, добар си ти, добар е Господ, нели? Нема зло. Дали го разбираме тоа, значи, не може, значи, или ќе бидеш екстремен, како и што и да одбереш. Тие таму прават тешки глупости и кажеш, бидете благословени, како благословени биди што прават. Ама ако не правиш разлика помеѓу добро и зло, ќе бидеш таков. Но, ако правиш разлика, ако велиш, не, видете, според стандардите на Библијата, според стандардите на Светиот Дух, според стандардите на Божјото срце, ова се квалификува за греф. Ова се квалификува за неправда. И затоа не можам да го прифатам. Затоа не можам да кажам амин на тоа, не можам да кажам да на тоа. Но, од друга страна, ова, бидејќи се согласува со срцето на Бог, бидејќи е според стандардите на Светиот Дух и е запишено во Словото, можам да кажам ова, амин на ова. Али замислете, ако не правиш никаква разлика и ако го поминуваш твојот живот од 30, 50, 80 години и не правиш никаква разлика на тоа што доаѓа кон тебе, тогаш ќе бидеш најзбунетиот христијанин и најверојатно со тек на време ќе се откажеш. Затоа што ништо нема ти прави разлика. Но, ако дозволиш да бидеш истрениран, или подобро кажам, да бидеш спремен да разликуваш, тогаш ќе можеш да се справуваш со сите информации што доаѓаат кон тебе и из цело време, знаете што направиш? Да си ја чуваш добрата вест близко до твоето срце. Има премногу христијани што добрата вест ја заменуваат со информациите. И се вознемирени. И имаат немир. Колку пати доаѓа на луѓе кај Зоран, моли се за мир за мене, не се молам. Но ти си лош. Зашто не се молиш за мир за мене? Тоа што го имаш во тебе. А зашто го немам? Затоа што слушаш разни информации. И не ја чуваш веста. Не ја чуваш близко до твоето срце. И ти бега. Ти лизга низ раце. Ај само да ви кажам за зборот, тука не е преведено тоа што треба. Ај најди го и чувај го овој стих и исто иди во Евреите 12 глава 11 стих, каде што вели, каде што зборува за, бидејќи тука има чувство, всушност, да кажем, овој збор на учени. Овој збор на учени е преведен на македонски на учени, но на грчки звучи малку поразлично. Едно прашање сега. Кога завршува еден ученик, кога завршува основно училиште, така, што е следниот чекор? Поставам прашање. Значи, после тоа иде во средно.
Повисоко. Откој ќе заврши средно училиште, кај на факултет. Порано, или барем ја така го имам слушано тој збор, или се уште го има, кој ти кажат, од основно училиште тој ќе оди во гимназија, не знам, Никола Карев, мислам дека се каже. Така, значи имаме нешто што се вика гимназија. Ај само најдени го, држите прст на гимназија. Евреи 12:11. Го најдевме? Навистина, секоја казна во сегашноста не изгледа дека е за радост, туку за жалост. Но подоцна им донесува мирен плод на праведноста на оние кои што се обучувале. Тие два збора се истите на грчки, само што се на македонски преведени малку поразлично. Тренирани, обучени или вежбани. Грчкиот збор тука е гимназон. Од таму доаѓа нашиот збор за гимназија или на англиски джим, што значи теретана. Вежбање, развивање, билдање. И сега интересно е, Павле користи символика, затоа што ако читате исто Евреи 12 глава, ако почнете од првиот стих да читате надоле, таму зборува сега, кога имаме таков облак на сведоци околу нас, зборувајќи за цела 11 глава, хероите на верата, Аврам, Давид, Самуел, сите тие луѓе кои што се запишани во таа плеада на херои на верата, ги опишува ни вели преку вера, со вера, победија царства, направија вакво нешто, и ја завршува 11 глава, и почнува 12 глава, први стих вели, и сега, кога имаме таков облак на сведоци, значи тие се како облак, лебдат околу нас или се врзнат околу нас и тие сведочат за верата. И вели први стих, сега кога имаме таков облак на сведоци, да трчаме трката и да не се плеткаме со гревот, кој што може да не заглави. Туку потоа вели да ги положиме на страна секоја информација, секое време и гревот кој не сплеткува лесно. И што да правиме? Да трчаме со нетрпение на трката што е поставена пред нас. Значи, Павле почнува со атлетичар, со некој кој што вежба. И затоа потоа иде втори стих, потоа вели дека и гледајќи го Исусот, авторот и исполнителот или усовршителот на нашата вера, кој заради радоста која беше пред нас, го претрпе крстот, презирајќи го срамот и седна одесна на Божиот престол. Трети стих, вели, имено размислете за него кој претрпе со крстот такви противиња против себе, да не се истоштите и да не станете малодушни. Овдека истоштите на грчки е да не паднете, да не папсате, да не се уморите, туку секогаш да бидете спремни да трчате. И можеме да ги читаме сите стихови, али целата од први стих до 11 стих зборува за атлетичари, за луѓе кои што трча. И таму спомнува на грчки гимнасон, е всушност човек кој што ги дава со целата своја снага, со целата своја сила, сака да се истакне во таа вештина. За да бидеш спремен. И всушност тие тогаш во тоа време трчале или само покриени со нешто, тука некаде, или трчале скроз горе. Тоа било нормална работа. И причината зашто биле само така облечени или со многу малку, е за да ги истакнат сите видливи мускули на нив, дека овие луѓе вежбале, овие луѓе се спремни. Не е само да кажува, ја вежбам, него можеш да го видиш, што така да овдека грчкиот збор се користи и за физичко тренирање, и за духовно тренирање. И од таму, како што реков, отекнува нашиот збор гимназија. Што значи место каде што те тренираат, те вежбаат, те обучуваат да разликуваш и да бидеш спремен, да можеш да бидеш подготвен да се справиш со било која ситуација. И да судиш. Разбирате, не е само да сонуваш. Еден ден јас ќе бидам набилдан вака. Еден ден јас ќе пророкам како овие луѓе. Еден ден јас ќе имам истите приказни. Ако не го правиш тоа секојдневно, ако постојано не ја разликуваш или не правиш разлика помеѓу информација и вест, најверојатно ќе останеш исто како што си денеска. Најверојатно. Дали го разбереме тој дел? Значи, она што си го сонувал пред 20 години, она што си го верувал пред 20 години, а не си исполнило, сега ќе кажам зашто е тоа така. Затоа што најверојатно не си се помрднал.
да го направиш тоа. Најверојатно. Немој да го клеветиш, немој да се бунтуваш против Светиот Дух, немој да му зборуваш зашто ти ме направи да бидам ваков, зашто Римјаните 11:29 и Римјаните 11 глава 29 стих вели дека Божиот повик и Божиите дарови се неотповикливи. Што значи тоа? Дека Бог нема намера да краде нешто од тебе, да зима нешто од тебе, ниту пак да бара нешто од тебе. Туку тој е дарежлив Бог кој што ти дал се што ти треба за живот и за побожност, за да можеш да функционираш на земјата како негов представник. 2 Петрова 1:3. И затоа Бог не зима. Заборавате на тие песни Бог зима. Што ќе ти земе Бог на тебе? Влакна од главата? Зар му треба? Он ги знае сите влака. Значи тоа се некојаш да толку патетично кога луѓето зборат Бог зима, Бог не зима. Бог дава. Бог е дарежлив. Нашата непослушност не води кон губење на нештата, или засенување на нештата, или покривање на нештата, но Бог секогаш е во бизнисот или во работата да може да те овозможи да функционираш во тоа што си повика, а не да ти зима нешто. Што ти зима Бог? Што ќе му е на него? Што ќе прави со него на небо? Ангелите не разбираат колите, не им треба коли, не им треба брзина. Некој ме праша Зоран, ангелите колку брзо се движат, со која брзина да ги повозиш на автопат. Вели, ако сам 180 на автопат, вика, ангелите летали толку брзо. И ако гледам, види го како просто размисла овој човек. Затоа што не размисла духовно, размисла човечки. Викам, ангелите немаат брзина, нив не им треба брзина и се наоѓаат од едно место на друго место. Ама таа е таа проста духовност, или простото во духовниот свет. Така да, ако сакаш да бидеш нешто, имаш време се уште. Или, ја кажам вака, ако сакаш да ги видиш пророштвата и копнежите и желбите што ти биле ставени во твоето срце пред 5, 10, 20 или 30 години, ако дозволиш, се уште има време. Може би не се ќе се исполни заради одредени околности, физички, дали ментални, али ја верувам дека во голем дел Светиот Дух може да го искористи тоа и тоа што е останало. И сака да го искористи, сака да направи од тебе нешто што ти ветил пред 30 години, а се уште не си. Но опасноста е, ако не се придвижиш преку вера, пак ќе сонуваш за нешто и пак ќе се жалиш за нешто и пак нема да станеш тоа што те повикал Светиот Дух да видиш. Пред да спомнавме уште 2-3 минути. Спомна наславењето, спомнавме тој стихот, каде што вели, ајде сега со смелост, со увереност да трчаме и да пристапиме кон престолот на благодата. Така пишува. Увереност. Бев во Германија пред, не знам, месец-два и малку зборовме на служба и утре дента седиме вака со некои луѓе што собра од цело село, да не речам, и се збориме нешто. Еден брачен пар, ова малку смешно, мене ми е смешно, не знам на вас да не ги е смешно. И еден брачен пар седа таму и јас само се вртам дека човекот и од никаде и му елам, ти викам, твојата доверба во Бог е многу падната. И викам, дури само довербата што Бог ти ја дал за да функционираш, и таа е падната. Толку многу е падната, што велам ти си се намалил за 2 сантиметра. Жена му рикна, рече, во пасошот е 186, а сега го измерише 184. И стварно 2 сантима физички човекот намалил. Млад човек. На некој си 30 години. Невозможно да ја знам оваа информација. Но во духот, она што во твоето срце се случува, ќе се случува и со твоето тело. Она што го тренираш во духовниот свет ќе биде изразено некако. Се сеќавате колку мускули треба за да бидеш намутен? 76 мускули треба да бидат активни за да бидеш намутен. А знаете колку мускули треба да активираш да се смееш? 14. И тоа што не е лесно, нас не е тешко. И тоа што е најлесно да го правиш, Светиот да го направи тоа, еве лесно ви направи лесно да се смеете. Не може тоа така, не иде тоа така. Така да, интересно беше, викам, следниот пат ќе пораснеш 2 сантиметра. А тоа што имам, ова не е, видите, ние се смееме, но тоа не е играчка, она што во духот се случува во нас,
во нашата душа, ќе влие врз нашето тело. Зошто имате во Македонија клакнати сите луѓе? Се влечат, како... А тоа што ватре во нив не се случува живот. Не е живо словото, не е активно. И со тек на време ќе клакнеш. Ја не зборам за постари луѓе, ја зборам за млади луѓе. Што вика Исаја во 30 глава, 41 стих? Вели, младите луѓе клапнуваат, се изморуваат, но тие што се надеваат на Господа, ќе се вивнат како орли нагоре. Ама тоа е разликата. Значи, секој може да клапне и да папса. Секој. Независно дали 25 години. Па зашто се самоубиваат луѓе на 25 години? Што мислите? Затоа што се умориле од живот, зашто клапнале. Нешто во душата им е украдено. И они веќе немаат причина да живеат, да се движат. И што одлучуваат? Да го завршат живот. Значи, тоа не се луѓе на 70 години што се убиваат. Тоа се млади луѓе на 15, на 18, на 20 години. Нешто, некоја информација дошла во нивното срце и направила таков зулум или таква глупост, што тие луѓе одлучува да го завршат својот живот. Тие не се стари луѓе, да речат, ај ме боли нешто се. Тие се млади луѓе. Правете разлика преку што е информација и што е добра вест. А веруете дека има многу вести, дека има многу информации. Денес ќе слушнеш многу информации. Денес. Не знам ова вас дали беше добра, мене ме разнесе мене. Не одиме во стихови каде што дури во Стариот Завет. Пази го твоето срце, чувај го твоето срце. Зошто? На еврејски стои затоа што е изворот на нештата, извор на животот. Значи, чувај го твоето срце, пази го, разликувај, биди спремен, иди во гимназијата на Светиот Дух. Дозволи му да те тренира, дозволи му да те извежба. Ако ќе дојде нешто зло, навидум изгледа добро, да кажеш, не. Ти изгледаш многу красено, многу привлечно, али во духот гледам дека ова нешто не функционира како што треба. И си кажеш, фала, помини бе мене. Дали го разбираме тој? Да. Не станува збор само во недела ти да се вежбаш нешто, да се чувствуваш силен. Секој ден си дозволуваш да се вежбаш, да се тренираш, да бидеш гимназијанец. Амин, да. Океј. Тука негде може да завршиме. Не сакате уште да Како кажеш. 15 дојдем. Ако ми дадете уште 2 минути, уште 2 минути. Може? Океј. Изреки 5, 8, мислам дека беше. Ова е збориме во човекот на мудроста, или човекот со големата мудрост, ни го кажува ова. Мислам дека е 5-8. И ова е малку по-сериозен стих, како да кажем, не е баш лесен да се... 8-5, извинite. Сум ги измешал. 8-5 вели вака. Вели, простиот нека бара, за да не биде прост. И будалиот, буквално така вели, будалиот или будалестиот, нека си ги исправи своите патишта. Дали го разберете тој дел? Ако си се однесувал просто и глупаво и будалешто до сега, има надеж. Има надеж за секој еден човек. Има надеж за секој будала. Има надеж за секој прост човек, кој што го утнал својот пат, одлучувал, правил глупости, не зна, но има можност. Светиот Дух секогаш стои до простите и до... Нема да ме верувате, но Светиот Дух стои до простите луѓе и секогаш сака да ги подигне нив. Секогаш, затоа што не ужива да човек ја промаши целта на својот живот. Бог не ужива кога некој ќе исчезне, кога некој ќе умре. Бог не ужива во тоа. Имате многу стихови за такво нешто. Божјото срце не се радува кога некој ќе биде казнет за неговата глупост. Бог не ужива во слабостите на луѓето. Затоа што направи Исус?
ги зема нашите слабости на крстот, за да ние не мораме да ги повторуваме, за да ние не ги живееме. Во Изреки 34 глава вели дека Бог им се смее, ги смејува и смејувачите. Им се смее. Но вели, ги исцелува тие со скршени срца. Изреки 34:3. И тој стих го зима Петар и вели, Бог им дава благодат на понизните, но се спротивставува на горделивите. 1 Петрова 5:5. Истиот тој стих го зима и Јаков. И во 4 глава 6 стих повторно вели, Бог им дава благодат на понизните, но на горделивите им се спротивставува и го сврти своето срце, своето лице кон нив. Грчкиот збор води војна со нив. Зошто Бог води војна со горделивите? Не затоа што сака да ги убие и да ги погуби и да ги зароби, туку затоа што чува благодат да им даде на нив. Но треба да се предадат, треба да прифатат. Го најдовте 8 пет? Не, го нема? Како го нема? Мора да го има. Ајде да исправиме грешката. Изреки 8:5 нема? Треба да собираме пари или собравме? Два пати да собираме? Зашто да не? Ако може да кажеме, Господи, благослови ме дупло. Зашто да не се дава дупло? Океј, ајде ке се молам ја на кратко. Ајде станеме сите заедно. Може? Ке пееме песна последна или? Да? Се пајде музичарите нека дојат напред. Јас ке се помолам за ова. Кажете ми, добро беше ова? Мислам, разбравме нешто? Главното е да прифатиме дека не секоја информација е вистина. И дека треба да живееме во таа спремност секој ден да на што да веруваме, а на што да не веруваме. Ја би ви препорачал да не верувате на скоро ништо, како прави македонци, али да верувате само на Божјата вистина. Сето друго може да има и вистинитост во него, ама тоа не значи дека е вистината. Значи, јас знам дека постојат вистинити работи во нашите животи, но и тоа е окей, но нас не интересира вистината. Исус дојде и кажа, ќе ја знаете вистината и вистината ќе ја ослободи. Господи Исусе, фала ти за твоето дело во нашите животи, фала ти за делото на крстот, што ги зема нашите гревови, нашите слабости, нашите болести, зема се што еден човек го оддалечуваше или па го туркаше надоле. И Господи Исусе, ти го направи тоа што никој друг не можеше да го направи. И направи пат за нас кон престолот, направи пат кон татковото срце, отвори пат да бидеме дел од вечноста, да живееме вечен живот и да веруваме во Тебе, Господи Исусе, и да знаеме дека сме воскреснати заедно со Тебе. И Исусе, фала ти што ти си над се, не постои никој над Тебе, се е под Твоите нозе, ти си царот, ти си победникот, ти си тој кој што се врти околу Тебе и нас единствено што не интересира е таа вистина. Нас не интересира таа вест, дека Исусе ти царуваш, дека покрај сите информации, дека твојата вистина е таа која што обстанува и таа дава слобода. Затоа ги благословувам нашите срца, нашите умови да бидат заштитени во името на Исус и да секоја информација која што не припоѓа во таа судница да биде изнесена надвор, туку единствено само вистината да стои таму и дека нашиот ум ќе се навикне да суди правилно и праведно. Во името на Исус. Амин.